На почетокот со гордост можам гласно и јасно да истакнеме. Успешно и професионално спроведен попис 2021. Тимот на Државниот завод за статистика повторно покажа дека може, дека знае, дека умее. Дека е една од најпрофесионалните институции во Република Северна Македонија. И конечно сме на крајот на овој, од секој аспект, специфичен статистички процес со обработени податоци во рекорден рок. Ако во претходните пописи за обработка и објавување на податоците беа потребни околу 2 години и ангажирање на стотина надворешни лица, со овој метод на спроведување на пописот и обработка на податоците ги надминавме сите предвидувања и како што наведовме и во Законот за попис и во методологијата, податоците ги објавуваме во предвидениот 6-месечен период и со тим од околу 20 вработени лица во Државниот завод за статистика. Мислам дека е време да преминеме на она што целокупната јавност го очекува, а тоа се податоците. Вкупното попишано население изнесува 2.097.319 лица. Вкупното резидентно население изнесува 1.836.713 лица. Вкупното нерезидентно население изнесува 260.606 лица, опфатени со пописот. Лицата за кои податоците се преземени од административни извори изнесува 132.260. Од вкупно попишаното население, 54,21% се изјаснили како македонци, 29,52% како албанци, 3,98% како турци, 2,34% како роми, 1,18% како срби, 0,87% како бошњаци и 0,44% како власи. Од вкупното резидентно население во Република Северна Македонија, 58,44% од населението се изјаснили како македонци, 24,3% како албанци, 3,86% како турци, 2,53% како роми, 0,47% како власи, 1,3% како срби и 0,87% како бошњаци. Од вкупното нерезидентно население, опфатено со пописот, во кое спаѓа државјаните на Република Северна Македонија осутни во странство повеќе од 12 месеци и странците времено присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци, 24,45% се изјаснили како македонци, 66,36% како албанци, 4,79% како турци, 1,02% како роми, 0,19% како власи, 0,35% како срби, 0,81% како бошњаци и друго. Бројот на странци времено присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци изнесува 1674 лица. Процентот на лица за кои податоците се преземени од административните извори од вкупно попишаното население изнесува 6,31%, а од резидентното население изнесува 7,2%. Бројот на домакинства изнесува 598.632, а просечниот број на членови на домакинствата изнесува 3,06 члена. Бројот на станови изнесува 839.174. Еве неколку показатели кои ги пресметавме од податоците од попис. Според бројот на жители, најмала е општината Зрновци со 2086 жители, а најголема општина Куманово со 98.104 жители. Густината на населеност изнесува 72,2 лица на километар квадратен. Просечната возраст на населението изнесува 40,08 години. Бројот на мажи на 1000 жени е намален и изнесува 984,3 и споредбено со претходните пописи немаме мискулитет. Забележени се 207 празни населени места. На ниво на целата држава, во споредба со податоците од пописот 2002, вкупното население е намалено за 185.834 лица, или за 9,2%. Бројот на домакинствата е зголемен за 34.336 или за 6,1%. Бројот на станови е зголемен за 141.031
или за 20,2%. Еве неколку интересни податоци за градот Скопје. Вкупниот број на жители изнесува 526.502 лица и во споредба со 2002 година е зголемен за 3,9%. Бројот на домакинства во град Скопје изнесува 171.171 домакинства и во споредба со 2002 година се забележува зголемување за 16,8%. Бројот на станови во Скопје изнесува 213.850 станови, што представува зголемување во однос на 2002 година за 30,6%. Сите податоци што ги објавуваме денес се содржани во соопштението што ќе може да го добиете по завршувањето на овој настан, кој е поставено на веб страницата на Заводот, а деталните табели се поставени во Макстат базата на податоци. Објавувањето на податоците ќе се одвива сукцесивно, по сетови на податоци. Според програмата за објавување на податоците, но и обврските што ги имаме кон Европското статистичко биро, Евростат, сите податоци ќе бидат објавени до крајот на оваа година. Па така, покрај овој прв сет на податоци, а во кои се вклучени податоците за вкупното попишано население, вкупното резидентно население, вкупното нерезидентно население, офатено со пописот, пол, возраст, етничка припадност, вероисповест, мајчин јазик и јазик кој вообичаено се зборува во домакинствата, бројот на станови и бројот на домакинства на ниво на општина, во месеците што следат ќе бидат објавувани сетови на податоци за образовните, економските карактеристики на населението, за становите, за домакинствата, за лицата со попреченост, детални податоци за становите, зградите и домакинствата и некаде при крајот на годината ќе ги објавиме и податоците на ниво на грид, односно на 1 километар квадрат. За сите овие сетови на податоци, навремено ќе бидете информирани. На крајот, со гордост можам да искажам моето огромно задоволство од целокупниот пописен процес. Горд сум на моите колеги од Државниот завод статистика, на единиците попишувачи, институциите со кои имавме блиска соработка, на дораторската заедница која ни даде несебична помош и секако најмногу се на секој наш граѓанин и граѓанка кој на вистина покажа висок степен на државност, патриотизам и влог во себе, своите блиски и целата земја, случувајќи се целосно во најважната статистичка операција Попис 2021. Продолжуваме да бидеме главен мотор на функционирањето на државата, за движењето на целата економија, како и основа за креирање на планот и развојот во секоја фаза. Ви благодарам.